Професоре, го продолжуваме разговорот да го довршиме прашањето што го поставивме пред нашата песна за нашите гледачи. Формирањето на групата Корона. Мала историја за тој дел? Па историјата е прилично долга. Значи, спомнав дека се поклопува периодот со членувањето во градскиот оркестар, пред се со средношколските денови. Така да беше интересно, беше актуелно во самата генерација неколку луѓе кои што освен класичната музика која што изучувавме во училиште, значи не интересираше и народната музика, па почнавме полека и да подсвирнуваме лево десно, кој во кафеана, кој на свадба, кој на помали свечености. Така да екипата првата постава на екипата постои буквално од раните 90-ти години, значи кога сме биле некаде во средината на средношколските денови. Првата четворка, каде што хармоника свиреше сега професор Тони Лазаров, тапани Стојанче Стоименов и дувачки инструменти Јорданчо Тонев, популарно наречен Зурлата. Така да тоа беше првата четворка. Подоцна имавме и бас-гитаристи, неколку се проврвеа, па и не само бас-гитаристи. Сега покоен Зоки Зоран Насев, Цевката, Зоки Василевски и уште многу други. Бендот, како што можете и сега да видите дека доживува и ден денес доживува трансформации, нормално се со персонални промени, се со цел да го задржиме нивото. Рековме дека постојано пратиме што се случува и тука кај нас во музичките збиднувања во државата, па и надвор, па сме во тек со нештата и би сакале да поставиме некои стандарди. Сметам дека до сега тоа успешно го правиме, така да персоналните промени не се нешто кое што нас лично би требало да не загрижува, туку сето тоа го правиме се со цел да го одржиме нивото и на некој начин пак да оставиме примери и да бидеме репер како би требало и другите евентуално да размислуваат. Значи не ни беше приоритет само долго време да свириме заедно по секоја цена, туку напротив, значи тоа што го нудиме на публиката, на слушателите, на нашите луѓето кои што не ангажираат на нивните семејни свечености, сепак ние најголем дел од работата што ја работиме, тоа се свадбените веселби и се трудиме да го одржиме квалитетот и нивото, да ја задржиме и македонската музика во фокусот на нашето внимание. Така да сега за сега јас лично сум задоволен од тоа во кој правец се движиме и се што правиме, се правиме во тој контекст. Во однос на персоналните промени секојаш се другарска разделба, нели? Да, дефинитивно. Точно, да. Дефинитивно. И сега ќе го оставиме средношколското образование, малку да одиме на факултетот за музичка уметност, Скопје. Професори, впечатоци, генерации успешни на тоа време. Нов град, нови ситуации, нови луѓе, нови пријателства, така да од тоа време ми се и најраните почетоци во однос со македонската радио, телевизија, првите снимки од тоа време, значи тоа се некаде 96-та година, од прилика ми се првите снимки, првите фестивали, Марина Пухарич, тогашната постава на група Корона, значи Охридскиот фестивал и песната која што остана така запаметена, Кочија стара, така која што и ден денеска знаеме да си ја запееме. Од тие фестивали не изостана и наградите и признанијата, нели? Па наградите не беа толку бројни, бидејќи не ни беше приоритет да собереме кој знае колку награди, бидејќи сами по себе си добро. И уште од тоа време, па и ден денес бевме свесни како стојат тие работи, целта ни беше да настапиме, целта ни беше да промовираме тоа што го правиме, така да тоа што остана, времето, на крајот на краиштата времето е најдобар судија за се и не секогаш песни кои што беа наградени останаа како успешни или многу застапени на радијата, на медиумите, напротив, песни кои што не добиваа никакви награди, до ден денес ги свириме и ги пееме, така да не секогаш наградите се фестивалските награди се репер за квалитетот на песната или музиката која што се промовира. Битно беше да се одржи континуитетот на крајот на краиштата. Точно. Да ти кажам, во моје време кога учевме средна музичка школа, господинот Сергеј Михајлов не дозволуваше да се свири народно, забавно и така, исклучиво класика. Каква е ситуацијата денес во средното музичко училиште? Работите се доста променети во тој дел, значи ние нормално дека не им забрануваме, дури слободно можам да кажам дека и некои од колегите кои што работат
некои од нив веќе и беа ваши гости, ако не се лажам. Да. Се занимаваат и со сосема различни жанри, како например джез, го спомнавме професор Горан Кавраков, со професор Ѓорги Мицанов, и да не зборуваме, значи луѓе кои што години наназад промовираат други стилови, но секако дека базата е пак во класичната музика, пак децата изучуваат теорија на музика од класичната музика, пак изучуваат класична западноевропска хармонија, полифонија и така натаму. Па од тука наваму се што е поново, се што е посовремено, се трудиме чекор по чекор да го имплементираме, нормално не заборавајќи ја и изворната музика и изворните инструменти, така да гледаме и напред, гледаме и назад. Не им на децата нормално дека не им забрануваме. Се што им е на нив интересно, ние се трудиме да им го подразјасниме, да ги подбутнеме на напред, да им го покажеме патот, барем онаму кај што сме спремни, а спремни сме. Тоа е точно. Наред е убава македонска народна песна од нашата младост, почитувани. Останете со нас. Како што е таја чаша полна со вино, како што е таја чаша полна со вино, така е и моето срце полно сјадови. Така е и моето срце полно сјадови. Дај да пијам, мила мајко, да се опијам. Дај да пијам, мила мајко, да се опијам. Јадовите, мила мајко, да заборавам. Јадовите, мила мајко, да заборавам. Ја послушај, мили синко, стара си мајка. Ја послушај, мили синко, стара си мајка. И да пиеш, мили сине, ајде сине, и да пиеш, мили сине, фајде синема. Јас се мисли, мили сине, пушка бердака. Јас се мисли, мили сине, пушка бердака. Па си појди, мили сине, горе планина. Таму ти е, мили сине, верна дружина. Па си појди, мили сине, горе планина. Таму ти е, мили синко, верна дружина.
Почитуваме гледачи, по убавата песна од љубовната лирика продолжуваме со разговорот со членовите на музичката група Корона. Господинот Сашо Митковски, доаѓаш од Крива Паланка. Да. Првото прашање да биде, мое слободно убедување, од каде љубов за музиката? Вака прво да ги поздравам гледачите и вас. Благодариме. Од името на гледачите? Да. Љубовта кон музиката, кај нас во фамилијата имаме така повеќе луѓе што се занимаваат со музика. Татко ми како прво, непрофесионално, али свиреше изворни инструменти, како мојот колега, али многу по-малку. Мојот вујко беше хармоникаш, имам и други вујковци хармоникаши, али од нив ми почна тоа љубовта да ми... Како малуше, на 6-7 години, почнав да првата хармоника ја добив и така помалку почнав, потоа професионално после подолго време. Не доаѓаш, рековме, од Крива Паланка, колку дали си задоволен практично кажано од негувањето на фолклорното богатство за Македонија во твоето родно место? Во моето родно место, на жалост, многу малку е застапено тоа. Имавме до скоро сега починат, го знае мојот колега, значи тој свиреше гусла, имаше многу песни што ние воопшто не сме ги слушнале, а што се од нашиот крај, од нашето понеме, кој на жалост верувам дека многу песни и не ги остави за да останат, да може да ги негуваме, да ги продолжиме, а друго многу е малку застапено Крива Паланка, воопшто. Да. Бидејќи се на границата Македонија-Бугарија, имате ли фолклорно влијание од комшиската земја? Па не, мислам дека они имат повеќе од нас влијание кај нив. Тоа ме радува. Да, а ние немаме од нив тоа. Да. Ние како музичари си пратиме бугарска музика, али тоа се е на друг начин. Да. Ние пратиме секаква музика, али тие обичниот народ кај нив, значи ја слушаат нашата музика, кај нас не. Што е добро. Да, добро е. Верувам дека ти се сложиш, нели? Секако, да. Така да. И сега музички образовани така натаму, творештво, Да. композиторство, аранжерство. Да, покрај музицирањето, покрај Својствено е тоа кај хармониката, тебе? да. Се бавам и со, имам мое така домашно студио, каде си правам аранжмани, снимам песни, автор сум на многу песни, сум работел со сите скоро пејачи во цела наша Република А Македонија. тоа ќе рече учество на фестивали? Фестивали, значи порано учествував, бев и пред многу време имаше еден фестивал во Струмица, Тримери беше, мислам се викаше, таму бев шеф на оркестра 3 години. Тумба фест во Куманово исто го водев како тогаш немав своји песни, значи го водев оркестарот. Да. А песни имам на сите фестивали, имам и доста така наградени песни. Па не можам да кажам, значи скоро на сите. Твоја омилена песна од твоето творештво? Најомилена Можеш ли да извоеш? До утро Убава, Македонија ми е неубава. мислам Најмила. дека е песна што И редовно си ја ќе пееш. остане, па ќе ја пеат и други. Да. Ја пеат и други и таа ќе ми остане како сега за сега, па. Здраве, може ќе се роди подобра Именно песна. тоа. Твои музички соработници најчесто се разбира во однос на музичкото творештво. Да. Па музички соработници имам од оваа држава и надвор од државата. А моите почетоци беа, значи, се афирмирав како хармоникаш пред 20 на години со Ферус Мустафов, Штипјанецот, тука сите го знаат. Значи бев негов Илимија Шаров синот, да. бев негов хармоникаш, настапувавме низ цела Европа, одевме, Огнени момчиња оркестар, јас и Ферус бевме. Значи тогаш 5-6 години работев и од тука ми тргна се, значи по-професионално, значи се афирмирав како хармоникаш. Со Благица Павловска настапи имавме во Австралија, со Мишко Крстевски, со Зоран Настов во Америка бев. Со квалитетни луѓе си се дружил. Со квалитетни. И така натаму. Има и други, не можам сега сите да ги... И интересираме лично мене како дојде до соработка со музичката група Корона. Ти ли се понуди или те повикаа? Ме повикаа. И некој хармоникаш Да. имаме ние. Имате тука и многу добри има хармоникаши тука. Значи, со Зоки се запознавме пред 20 на години на еден фестивал случајно. Тоа беше кратко, 2-3 минути. Нешто ми објасни околу компјутерите, он многу ги подобро знаеше од мене. И случајно он добива работа во Крива Паланка и кога оди човек, а никого не познава, прво му текнува на тој што го сретнал некогаш.
И верувам дека му прво текнало на Сашо Митковски. Беше отишол во една аптека да праша дали ме познаваат, ме најдоа и од тогаш станавме, што се вика, многу добри другари. И многу заедно имаме поминато многу убави работи и спомени. И од тука дојде соработката кога им потребало армоникаш, не знам за како е, што е. Патувањето не ти смета? Не. Така натаму? Не ми смета. Сега за сега, уште сум млад, не ми пречи да патувам. И пред тоа сум патувал, не ми е проблем. Користиш квалитетна хармоника, Гуерини? Па да, една од најдобрите. Барем на ова поднебе кај нас, Гуерини президент, го имам 20 на години и пробав да го сменам скоро. Значи за 2 сати донесам решение дека не се менува и Баш ми е драго што разговаравме. Поздрав од Штип до Крива Паланка и до твоето семејство. благодарност и до вас што не поканите во вашата прилика во емисија. Штип. Така. Секоја чест. Почитуваме гледачи, следува убава македонска народна песна. Jovane, more Jovane, čašija zbori za tebe. O, ti si dobro majstorče, majstorče, dobro terziče. O, ti si dobro majstorče, majstorče, dobro terziče. Eve ti svila koprina, ustano da mi sošiješ. Ako mi skrešiš merkata, duđanotke ti zapala. Sonego ti da izgoriš i tvoj te lični čiraci. Kokono mori, kokono, kokono lična ubava, merkata ti je zelena, ušte pred vetrine deli. Merkata ti je zelena, ušte pred vetrine deli. Koga od banja ideše, koga od banja ideše, senkavo dućan pagaše, toga i ti merka se dolbe. Senkavo dućan pagaše, toga i ti merka se dolbe. Почитуваме гледачи, после убавата песна го продолжуваме разговорот со музичката група Корона. Десно од мене Попадинов Васко, познат како Васко Тапанарот. Да. Ударните инструменти. Така. Љубовта од каде? Па, љубовта имено се роди кај мене во многу младите години. Уште кога бев дете, значи малку може би е смешно
ќе гледам телевизија, ќе лежам или вака нешто ќе тропам. Ќе има движење. Така. И почнав така, свирев по дома, ми купија тарабука, една смешна, немаше тогаш ситуации за музички инструменти. И така со текот на времето дојде до ситуација да дојдам до ударни инструменти, што викаме денеска, нели, бубњеви или барабани на македонски. Се запишав на средно музичко училиште, за жал тогаш немаше ударни инструменти во музичкото училиште, свирев клавир и гитара. Се беше добро, значи, али во секој случај гитарата и клавирот некако ги запоставував. Жица и дирка и битка. Да, секој што влечеше, ако требаше да свирам на клавир, јас на тропав и тоа е тоа. Значи, во секој случај, тоа ми беше како некоја ситуација да продолжам напред и да го сакам ритамот во музиката. И така продолжив и еве, ден денеска сум тој, како што ме нарековте пред малку, Васко Тапанарот. Градот ти го рекол тоа. Да. Јас само го повторувам тоа, да. да. Господине Васко, во последно време има модерни ударни инструменти и така натаму, а токму тој инструмент е до тебе. Звукот е исти како тарабуката наша и така натаму, но името и дали ова подобро звучи од старата класична тарабука? Така, значи ова е музички инструмент кој е познат како кахон. Значи кахон, тоа е музички инструмент кој се користи во латиноамеричката музика, значи далеко е од тарабуката. Значи има сосема друг тон, значи Сепак е ритам секција, да, ритам секција, меѓутоа различно од тарабуката. Али е приближно со ситуација да се свири со вакви инструменти. Значи има добар тон и нормално треба некој да знае да го свири, пошто инструментот сам не свири. И малку прашање за музичката иднина. Имаме ли музичка иднина? Па да, сепак мислам дека Разбери од материјална основа. да. Материјалната основа не е толку битна како што е битна кариерата или дружењето во музичкиот свет. Значи сепак јас лично мислам дека најголемата иднина е во музиката. Барем за нас музичарите и лично за мене. Спомни некој од познатите тупанџи. Па да, еве, сега ќе спомнам Ринго Стар, Ристе, наш сограѓанин, починат за жал. Од него научив многу работи. Се дружевме. Сега има се уште луѓе живи и здрави, значи. Ристи Јорданов беше музичка легенда. Така, да, значи многу Заштивно работи живот. сум научил од него и во бубњеви свирење и општо во музиката, така да еве ќе го спомнам и Бождар Симоновски, од Дом на млади, така да и тој им има дадено така некако некоја школа за чисто онака, сум бил млад, не сум знаел како е, што е. Еве сега, имено да кажем и професорот Горан Ангелов, јас во животот не свирев тапан, значи селски тапан не свирев. Се случи некоја ситуација, се спремаше некој оркестар во музичката школа, тој ме повика таму, јас за прв пат можам да кажам јавно дека селски тапан ја почнав да свирам по иницијатива на Горан, значи еве земи така и го земав тапанот и да не кажам како и пред 20 години земи го тапанот, ќе те однеси преку океанот. И тоа е, ситуацијата е таа. Член на групата Корона. Колку Да. време? Па од кратко време сум сега член на групата Корона. Па да, се надевам дека за долго. Се менуваат тамо неколку бубњари, што не значи дека и нема да се менуваат. Меѓутоа сега за сега е тоа и така. Ти благодарам за разговорот, а Благодарам. по овој разговор следува убава македонска народна песна. Beja
razvoleja. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Celnog sedam mejana, sanog si pijam, pesna svirka saslušam i se veselam. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Libeto me ostavi, me zaboravim, se zataja rakija, što mi napravim. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Mejani, mejani, što mi storivte? Život od mejani mi go zedovte. Го продолжуваме разговорот со членовите на групата Корона. Лево од мене најмладиот член Иван Димков. Добро вечер за тебе. Димков, музиката, љубовта. Добро вечер и од мене, до вашите гледачи и до вас, професоре. Ќе ве наречам така, бидејќи еден дел од моето школување во средното музичко училиште, еден период ми бевте професор по клавир. Така да ми е посебно драго што посеб некој период сум... Благодарам што ме подсетите и мене дека беше така, нели? Да. Посеб некој период што сум ваш гостин и ми е драго што сум гостин во вашата прекрасна емисија. Кај мене генот е фамилиарен и значи во мојата фамилија одамна постоела музикалност на музичари и свирачи кои свиреле. И така да сметам дека тоа е нешто што сум го наследил од моите предци. Во друштво си со кларинетот. Дали друг инструмент познаваш? Да. Имено мојот матичен инструмент е саксофонот, во кој што учев средно и сега студирам на джаз одделот кај професор Гоце Мицанов, тука во Штип. Да, како кларинетист во оваа постава со група Корона, како посоодветен инструмент за оваа пригода, свирам кларинет. Освен класиката и джезот, си во народната музика, како се снаоѓаш? Точно. Во народната музика се снаоѓам добро и многу одамна, значи мојата желба беше да свирам народна музика, претежно свадбарска. И така да како најмалчен, ова за мене беше еден голем предизвик да свирам со колеги кои што имат долгогодишно искуство, да не кажем толку години колку што сум јас, тие толку години свират и музицираат, така за мене ова е еден предизвик и огромна чест што сум дел меѓу овие колеги.
Господин Димков, повеќе време сте член на музичката група Корона. Да. Во оваа група јас сум дел скоро 3 години и досега соработката оде прекрасно. Супер, се надевам и тоа ќе продолжи во иднина. И да не забораваш дека треба така да биде. Да, се надевам. Така. Благодарам на разговорот, почитуваме гледачи и уште една песна од нашите баби и дедовци. Ne se beli mare mori, ne se crvi. Ne se beli mare mori, ne se crvi. Ne se toku mare do te ruvaj. Ne se toku mare do te ruvaj. Mi se smejat mare mori ergenite. Mi se smejat mare mori ergenite. Ergenite mare esnafite. Ergenite mare esnafite.
zapamtio